Господине Џафери, колеги пратеници, би сакал пред да расправам за одредбите од Законов за јавно обвинителство да подсетам на одредени факти. Прво, во Уставот во член 106 и 107 беше регулирано јавното обвинителство и не беше кажано дека треба да се носи Закон за јавно обвинителство со двотретини. Со уставните амандмани, Уставниот амандман број 30 во 2005, кога се направија одредени реформи, се внесе дека организацијата и работата на јавното обвинителство се регулира со закон со двотретини. Не случајно кога се правеа тие реформи, се внесе двотретинско мнозинство за носење на закон за јавно обвинителство. Но не двотретини со бирање на пратеници и вон правилата на демократијата да се собере бројката само 80. Него носење на закон во кој што учествуваат сите политички партии кои што се застапени во собранието на Република Македонија. Овој закон, кој што сега сакате да го поништите, а нов да донесете, е донесен во 2007 година со двотретини, кога СДСМ беше опозиција и заеднички со ВМРО ДПМН се изгласа законот. Одредени измени во 2008 година исто така се направија, кога СДСМ беше во опозиција, а ВМРО ДПМН на власт со двотретини. И заеднички го гласува. Измените во 2018 година исто така се направија заеднички со ВМРО ДПМН, која е во опозиција, а СДСМ на власт. И нов закон ако се носи, ако идеме по правилата на демократија, како што е овој закон, треба да се донесе со двотретини, но со учество на ВМРО ДПМН при носењето на овој закон. Би сакал да спомнам дека изворот на носењето на овој закон е ЦЈО. Во 2015 година го донесоме Законот за специјално јавно обвинителство и во собранието дека беше донесен са бајлето на 15 септември во 8:30 часот беше донесен законот, оној што е договорен во Пршин. И се сеќавам тогаш на координација кога ги свикав координаторите, беше и господинот Џафери, и се сеќавам на зборите кога кажа носење на закон вон уставот и вон постојните правила секојаш ни се враќа како бумеранг. И точно, ни се врати СЈО и носењето на брзина на тој закон вон сите правила како бумеранг. СЈО се затвори, а некој се радуваше. Че се дознае за бргу време или за некое време, кој најмногу се радуваше на затварањето на СЈО. Вистината ќе излези и ќе се покаже кој и колку беше радосен дека се затворил СЈО. И само едно ќе кажа. Тие што учествува и го договара Закон за специјално јавно обвинителство, тие сега учествуваат и го договорија овој Закон за јавно обвинителство. Многу добар направија Закон за специјално јавно обвинителство и сега сака да направат уште подобар Закон за јавно обвинителство. Би сакал да кажам и некои работи за самиот закон. Има многу што да се каже, но би кажал позначајните. И би ги издвоил одредбите од законот кои што за мене се целта која што сака мнозинството да го постигне со овој закон. Први во член 3 вика јавното обвинителство се организира според принципите на хиерархија и субординација. Но ако ќе видите, колеги пратеници, нема хиерархија. Има двајца јавни обвинители со исто овластување. Едниот е јавниот обвинител на Република Македонија, другиот е јавниот обвинител при јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Подеднакво се значени и подеднакво имаат моќ. Едниот на другиот не може ништо да направи, како што треба да види согласно хиерархијата. Второ, во член 24
Став 3. Прво во став 1. Јавното обвинителство се основа и укинува со закон. Став 3. Јавниот обвинител на Република Македонија ќе ги распореди вработените од јавното обвинителство кое се укинува во другите јавни обвинителства на соодветни работни места со истиот статус на работниот однос. Знаете зошто е овој став? За да може вработените во специјалното јавно обвинителство по усвојувањето и изгласување на овој закон да ги распореди во другите јавни обвинителства. А знаеме што све имаше за непотизам, за колку пари примале вработените и без оглас, без конкурс биле вработени во специјалното јавно обвинителство. Член 62. Начинот на именување на јавниот обвинител на Република Македонија. Под алинеја, став 1, под алинеја 1, вика, за јавен обвинител на Република Македонија може да биде именувано лице кој има непрекинато работен стаж од најмалку 10 години како јавен обвинител или како судија од областа на кривичното право. Го стеснувате кругот на тие што можат да бидат избрани за јавен обвинител на Република Македонија. Постојното решение е член 44 став 2. За јавен обвинител на Република Македонија може да биде именувано лице кое покрај условите став 1 на овој член ги исполнува и следните посебни услови. Да има работно искуство од најмалку 8 години со потврдени резултати на правни работи по положен правосуден испит или редовен или вореден универзитетски професор кој предавал повеќе од 10 години правен предмет од правосудната практика. Што значи универзитетските професори ги исклучувате да можат да бидат именувани за јавен обвинител на Република Македонија. Член следниот кој што би сакал да го истакнам, член 88. Начинот на разрешување на јавен обвинител на Република Македонија. Ова решение вие што го предлагате, вика став 2. Јавниот обвинител на Република Македонија се разрешува од функцијата јавен обвинител пред истекот на мандатот под алинеја 1 поради тешка дисциплинска повреда и под алинеја 2 ако е член во политичка партија. Постојното решение, член 67 став 2, јавниот обвинител на Република Македонија се разрешува функцијата јавен обвинител пред истекот на мандатот поради незаконито, ненавремено или недоволно стручно вршење на функцијата, ако со своето однесување и действување покажува дека не е способен за свршување на функцијата, ако не поднесува барање за покривање на кривична постапка и следната алинеја поради нарушување на угледот на функцијата. Значи, вие сакате постојниот јавен обвинител да го задржите и да не може да биде разрешен, иако нестручно, несовесно постапува. Преодни и завршни одредби. Член 108 вика став 3. Предметите од надлежно на јавното обвинителство гонење организиран криминал за гонење на кривични поврзани кои презлегуваат во незаконско следење на комуникациите преземени од јавниот обвинител на Република Македонија се распоредуваат на јавните обвинителства на тамошно кривично гонење. Вие сакате она што незаконски го направите да го легализирате отпосле. И член 110 кој што е исто многу спорен, став 1, јавното обвинителство не може да го заснува на обвинението врз основа на незаконски прислушкувани материјали, ова е за одредена група на лица. И став 2, исклучок од став 1 се однесува за кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на законско следење до 30 јуни 2017, ова е за друга група на лица. И нешто што е исто така многу значено и што ми падна во очи, преодни и завршни одредби. Член 113, овој закон се објавува во службен весник на Република Македонија, а влегува во сила и ќе отпочне да се применува од 30 јуни 2020 година. Дајте ми еден пример што е носен овдека закон, а влегувањето во сила да биде после одреден рок. Секогаш јас, барем како што сум прочитал закони, како што сме ги носили овдека, влегувањето на сила е на денот на објавување или во рок од 8 дена, а примената е одложена. Вие и влегувањето на сила
ја одложувате за 3-4 месеци. И едно би кажал на крај, ако мислите дека со ваков закон ќе се заштитите, мислам дека тешко се лажите. Клиентелистичката настроеност, која што за жал постои во Република Македонија во сите институции, вклучувајќи ги во правосудството, ќе ви се удри во глава и ни закон нема да ве спаси тоа.